Училишните спортски клубови од годинава станаа обврска на основните и средните општински училишта. Федерацијата за училишен спорт како обврска на училиштата им го даде формирањето на спортските клубови со кои ќе се унапредува училишниот спорт. Повеќе за ова, но и останатите активности од оваа област за Велес ТВ онлайн информираше председателот на Општинскиот сојуз за училишен спорт Славчо Давидковски. Со указот на владата да и Министерството за образование преку Агенција за млади спорт и Федерација на училишен спорт на Македонија да во секој училиште се формира училишно спортско друштво, односно училишни спортски клубови. Ова активност е во 2014 помасовна. Значи, веќе во нашиот град нема училиште кое што не е во постапка или веќе е завршена постапката за формирање на училишен спортски клуб. Целта на формирањето на училишните спортски клубови е да се зголеми бројот на ученици во активноста во рамките на училишниот спорт. Значи, преку разни манифестации, спортски манифестации, организирање на разни надпревари во лига систем, турнирски и слично, бројката на ученици да се зголеми од моменталната 12% до крајот на 2016 да достигне до 35-6% на ниво на држава, со тоа и на ниво на општина. Велешките училишта се редовни учесници на надпреварувањата во колективните, но и индивидуалните спортови. Така беше и минатата недела, кога Велес беше домаќин на државното првенство во шах за основни и средни училишта. Но има и спортови во кои велешките ученици повеќе се истакнуваат. Традиција имаме во одбојка, и во машки и во женска одбојка. Истото имавме добри резултати и во кошарката. Меѓутоа, морам да потенцирам дека во последните 2-3 години малце стагнираме во кошарката. Фудбалот, односно футсалот и фудбалот се исто спортови кои што доминираме како општина. И сега со формирањето или отварањето на спортските паралелки во ракомет и фудбал, поготово ракомет, мислам дека ќе вратиме она што беше актуелно, популарно и каде освојувавме редовно од прво до трето место во ракомет, поготово за женски. Мислам дека со земањето на државното првенство во ракомет за ученичкиот средното образование, повторно ќе ги вратиме оние стари патеки на ракометот во нашиот град. За жал, според Давидковски, во училиштата помалку се обрнува внимание на индивидуалните спортови. Морам да бидам искрен, во тој дел сме послаби, значи помалце обраќаме внимание на индивидуалните спортови и покрај тоа што имаме атлетска патека на градскиот стадион, исто така и пинг-понгот, така и шахот се послабо застапени, поготово имаме овде и гимнастика, која што морам да речам дека не е баш на највисоко ниво гимнастиката, но заложба на Федерацијата на училишен спорт е да сите спортови кои што порано биле доминантни во одредени центри низ Македонија, конкретно да речеме за боксот во Битола, или исто имало традиција и овде, и борењето, и боксот, се прават напори да во наредните години се посвети повеќе внимание на тие спортови кои што на некој начин се подзаборавени или не се изумрени, меѓутоа активноста е многу мала да во тие центри заживее повторно тој спорт, а после тоа се прошири и низ цела Македонија. Надпреварувањата во рамки на училишниот спорт се одвиваат во текот на целата учебна година, по календарот кој го изготвуваат општинските сојузи и Федерацијата на училишен спорт. На почетокот на секоја учебна година се изготвува календар. Прво се изготвува календарот за државни надпревари, после тоа календарот за регионални надпревари, имаме 3 региони во Македонија, па после регионалните се зонските надпревари, такви имаме 8 зони и од зонските се прават општинските календари. Значи, почнуваме со општинските надпревари на ниво на општина, се одигруваат прво во училиштата меѓуоделенски, меѓу
класни надпревари од формираните репрезентации, да речем, на училиштето. Меѓу училиштата имаме надпревари во зависност од бројот на пријавени екипи се формира или лига систем или турнирски со елиминација и слично. Се тоа зависи од бројот на пријавени екипи. Мора со гордост да се пофалам дека во сите спортови, конкретно за колективните спортови, и во машка и во женска конкуренција имаме лига систем во Велес и лига системот обично трае најмалку до 2-3 месеца, зависност од првиот зонски надпревар. Инаку, нашата општина, нашиот сојуз на училишен спорт на општина Велес се надпреварува во зона Велес, која ги опфаќа градовите Гевгелија, Дојран, Богданци. Променливи се и резултатите кај училиштата на овие надпреварувања. Под Општинскиот училишен сојуз влегуваат и училиштата од општините Чашка, Градско и Лозово. Од основните училишта променлива е. Од година на година е различно. Некогаш доминира основното училиште, Општинското основно училиште Блаже Конески, а ова изминатата година пак доминираше основното општинско училиште Васил Главинов. Овие две училишта како поголеми и најчесто се најуспешни, но не помалку се успешни и основните општински училишта Свети Кирил и Методи, Благој Кирков, Джинот, а за изненадување имаме некогаш и од помалите населени места, како што е Рајко Жинзифов, основното општинско училиште Рајко Жинзифов успеа да биде правопласирана на футсал надпреварите и учествува на зонски надпревари и регионални. Истото тоа го направи и од општина Чашка, основното општинско училиште Тодор Јанев. Во моментов, општинските училишни сојузи се финансираат единствено од локалната самоуправа, но сојузот се соочува и со намалување на финансиите во изминатите 2 години. Мора да ја пофалиме локалната самоуправа со градоначалниците кои што најдоа разбирање за училишниот спорт и комплетно го финансираат училишниот спорт. Не само што се ослободени од чланарија на учениците, туку и комплетно ги покриваат сите останати трошоци за нормално функционирање на училишниот спорт, не само во општината, туку до државно ниво. Конкретно, значи, трошоците за пат, за превоз на екипите за зонски, регионални и државно ги покрива општината. Котизацијата, која што се уплаќа пред секој надпревар, исто е финансирана од локалната самоуправа. Со еден збор, учениците, родителите, училиштата се комплетно ослободени од било какви давачки за активноста на училишниот спорт. Ова е со години наназад и е, да речем, нешто што не можат сите општини во Република Македонија да се пофалат. Но сепак морам да спомнам дека минатата година и ова средствата се намалени и според она програма која што ние ја доставуваме до локалната самоуправа, не ќе бидеме во можност да ги реализираме сите планирани активности, конкретно активностите кои што се во текот на летниот период, по завршување на учебната година. Значи, веќе ги немаме отворените забавни фудбалски школи, отворениот спортски ден, кој што претходно беше за сите граѓани, а потоа го преиначивме и прецизиравме за одредена категорија на ученици од основното образование, конкретно беа тоа од 4 и 5, односно 5 и 6 по новото 9 летка. Тоа беше проект кој што фаќаше над 1200 ученици во 4 викенда во неделата, во 4 училишни спортски сали, а активноста беше изведувана од невработени професори по физичко и здравствено воспитание и образование под мендорство на вработени колеги во истите училишта. Во моментот во Велес се актуелни општинските лиги во футсал, кошарка и одбојка, додека во февруари следи лигата во голем фудбал.
При нашата средба, Давидковски напомена и дека Велешкиот сојуз се уште го држи местото како еден од најуспешните во државата во залагањето за развој на училишниот спорт.